Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МГц. Почитувани слушатели, добре дојдовте во програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола во новото издание на емисијата Студентски парламент. Денешното издание е посветено на одржувањето на традиционалните универзитетски турнири во шах, пинг-понг и пикадо, кои се одржаа минатата недела во пресрет на одбележувањето на Меѓународниот ден на студентите 17 март. Имаме подготвено доста разговори со учесниците на турнирите, но и со гостите на истите, па останете заедно со нас на 90,8 да ги проследите. Бевме како едно, како златен круг, јас и ти во светот, без никој друг. Ме остави баш така, а сега прашуваш, како ли сум сама, дал се навикнав, и без тебе јас можам да се радувам, да бидам сама среќна и да заплачам, и без тебе јас можам пак да запеам. А дали ти ме слушаш, не сакам да знам, и без тебе јас можам да се радувам, да бидам сама среќна и да заплачам, и без тебе јас можам пак да запеам. А дали ти ме слушаш, не сакам да знам. Ништо не е трајно и нема вечен сјај, скрширо на пола и кругот има крај. А кога немаш избор, се навикнуваш, добро ми е сама, ако прашуваш, и без тебе јас можам да се радувам, да бидам сама среќна и да заплачам, и без тебе јас можам пак да запеам. А дали ти ме слушаш, не сакам да знам. И немој ни да помислиш дека ти се налутив на твоите ладни зборови. За миг сватив дека не си ти оној што е вистински, во кој се заљубив. И без тебе јас можам да се радувам, да бидам сама среќна и да заплачам, и без тебе јас можам пак да запеам. А дали ти ме слушаш, не сакам да знам, и без тебе јас можам пак да запеам. А дали ти ме слушаш, не сакам да знам. Како што кажавме, со одржување на традиционалните универзитетски турнири во шах, пинг-понг и пикадо, минатиот четврток Универзитетот Свети Климент Охридски Битола го одбележа Меѓународниот ден на студентите 17 март. На турнирите и овој пат се пријавија 50 на студенти, но и професорски и административен кадар на универзитетот, а се вклучија и неколку спортски клубови, пинг-понгарскиот Пелагонија и шаховскиот Шах-Шех од Битола. За прв пат годинава овие спортски активности беа поддржани од општина Битола. Натпреварите се одржуваа во студентскиот информативен центар на UKLO, кој исто така минатата недела го прослави својот прв роден ден.
Во денешното издание на емисијата Студентски парламент со разговорите кои ги водевме со учесниците и гостите на турнирите, вие пренесуваме атмосферата од настанот. Останете со нас. На почеток разговарам со проректорката за студентски работи на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска. Проректорке, со денешните турнири одбележуваме практично 2 големи настана, една година од формирањето и работата на Студентскиот информативен центар, настани кои се и на некој начин во склоп на одбележувањето на Денот на студентите. Така, утре, всушност на 17 ноември е Меѓународниот ден на студентот и сите овие спортски активности кои што ги организираме денес се во таа чест, во одбележувањето на Меѓународниот ден на студентот, на тие 1200 студенти кои беа во 1939 година одведени во логорите, 20 починати и 9 професори, 20 починати студенти и 9 нивни професори во тогашна Чехословачка. Ова е најмалку што можеме да направиме, да им покажеме на студентите дека нашиот универзитет не е само едукација и наука и истражување, но и многу дружење, многу рекреација и многу спортски, културни и забавни активности за нив. Со сите денеска тука присутни ја споделуваме истата, да речеме, истото видување, дека има се поголем број студенти кои што се пријавуваат за учество на овие спортски турнири. Така е, да, таа е констатацијата денес, тоа и се гледа. Тука имаме околу 50 на студенти во овој момент, очекувам да се придружат и други. И тоа ме радува што ги препознаваат иницијативите студентите, што се вклучуваат, тоа покажува дека тие сакаат да се дружат, сакаат да спортуваат и да се рекреираат и веројатно тоа и им помага во завршувањето на нивните обврски околу испитите и колоквиумите. И за поздравување јас им благодарам што се присутни на сите спортски активности и останати активности на универзитетот. Овие индивидуални спортови, шах, пинг-понг, пикадо, кои што денеска ги имавме, меѓутоа и во изминатиот период стрелање со воздушна пушка и куглање како нови спортови кои се воведуваат на универзитетот, покажуваат дека младите, студентите наши, сакаат да си ги одмерат силите и на тој план. Така е, и исто сакам да додадам дека на сите надпревари кои што ги имавме и настани спортски во изминатиот период, стрелањето, куглањето, имавме дури и наши студенти, а кои се и национални представници во тие спортови, што ме исто така за поздравување, што потврдува исто каков се квалитет и со студенти со разновидни афинитети и активности можеме да се пофалиме. Ке има уште многу новини кога станува збор за таа спортско-рекреативна понуда за студентите и за наставниот и административен кадар на универзитетот. И ова е само уште една можност и апел да ги поканам да се вклучуваат во уште поголем број на активностите. Не радува и тоа што од ова година за прв пат како подржувачи на спортот на УКЛО се јавува и општина Битола. Така е, соработката со општина Битола е се поголема и го поддржуваат оваа година и спортот. Тие велат со малку средства, следната година средствата веруваме дека ќе бидат уште поголеми, меѓутоа значајно е што воопшто добиваме поддршка и благодарна сум за цела таа поддршка која што во изминатиот период на различни начини ни ја дава општината и верувам дека уште повеќе ќе не поддржуваат. Добро, ако знаеме дека во изминатиот период таа платена универзитетска летна пракса беше практично испонзорирана и финансирана од општина Битола, ова само чекор понатаму кон продлабочување на соработката. Така е, универзитетската летна пракса е еден пилот проект помеѓу Универзитетот Свети Климент Охридски и општина Битола кој што покажа исклучителни резултати, многу задоволни ментори во општината, многу задоволни наши студенти. И верувам дека ќе продолжи и следната академска година во летниот период ќе продолжиме со платената универзитетска пракса. Сега и за одбележувањето на првата годишнина од работата на Студентскиот информативен центар, место, катче, кое што, како што имам кажано, станува се попрепознатливо, не само за
оние кои што се веќе на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, тука мислам на студентите, професорскиот, административниот кадар, туку и за граѓаните на општина Битола. Така, се повеќе интерес имаме за студентскиот информативен центар. Сето тоа го направи нашата афирмација преку активностите кои што ги правиме и се поголемо е задоволството и на студентите. Јас сакам овде да нагласам дека јас очекувам уште поголемо вклучување на студентите, тие самостојно да го користат овој простор е првенствено наменет за нив, самостојно да ги организираат сите овие активности кои што засега ги организираме со логистичка поддршка на секторот студентски работи и на Централната служба на ректоратот на Универзитетот Свети Климент Охридски. Тоа е она што во идниот период на кој многу ќе се посветам, да студентите сватат дека е овај простор посебно наменет за нив и тие заедно со локалната заедница да ги организираат овие настани. А како што се задоволни голем број на посетители, така сме и ние задоволни што во оваа една година организиравме навистина голем број на настани, голем број на промоции, презентации, волонтерски активности, манифестации од различен тип. Баш пред да започнеме со спортските настани, дискутиравме со Елизавета Атанасовска, која што е задолжена за односите со јавноста, колкава бројка на луѓе во текот на оваа година го посетија студентскиот информативен центар. Сигурно е тоа повеќе од околу 1000 посетители, можеби и повеќе. Така што верувам дека студентскиот информативен центар го оправда отварањето и во иднина се надевам на уште повеќе активности. Да ги подсетиме нашите слушатели, значи во студентскиот информативен центар е сместена универзитетската библиотека. Така, сместена е универзитетската библиотека со читалница, студентска станица во која организиравме голем дел од сесиите и работилниците од неформалното учење кои пред се однесуваа на психолошкото советување, менталното здравје на нашите студенти. Постојано прошируваме, адаптиравме уште една просторија која во моментот ја користиме за пинг-понг, претходно ја користевме за одржување на Упло-еко, Упло-вело играта заедно со средношколците. Постојано го подобруваме функционирањето на студентскиот информативен центар. Она што во иднина забрзо не очекува, повторно тука во студентскиот информативен центар, тоа е втората универзитетска студентска конференција. Се разбира доколку меѓувреме не се случи нешто друго. Конференцијата планирана за средината на декември. Така е, јас морам да упатам повторно еден апел до сите наши студенти, до сите наши наставници кои што работаат со студентите, дека е испратен и третиот повик за универзитетската студентска конференција. До сега се пристигнати 3 трудови, имам најава за уште 8 трудови од Техничкиот факултет во Битола. Меѓутоа, јас апелирам до сите наши единици, до сите наши студенти да испратат труд за универзитетската студентска конференција и да учествуваат со своја презентација. Искрено верувам дека и оваа година ќе имаме толкав, ако не и поголем број на студентски трудови. За студентската конференција и во наредниот период ќе разговараме, ќе ги упатиме и поточно ќе ги информираме слушателите што се тука ќе се случува. Во оваа прилика ви се заблагодарувам за одвоеното време, за разговорот. Ќе сакате да ги посетите сите студенти тука кои што се натпреваруваат, шах, пинг-понг, пикадо, ќе земете и вие учество некаде? Па може би, пикадо сакам, па може би пинг-понг, зашто да не? Благодарам и на вас. Svetli
И продолжуваме понатаму за организацијата на универзитетските турнири во шах, пинг-понг и пикадо и претходно за стрелање со воздушна пушка и куглање задолжен Маријан Лјамчевски, виш соработник за спорт и култура на УКЛО. Разговаравме со него. Маријан Лјамчевски, одговорен за спортот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Маријан, можеме да забележиме дека на овие турнири во пикадо, во шах, пинг-понг и претходно за стрелање со воздушна пушка и куглање голем интерес меѓу студентите. Се надеваме дека уште ќе биде поголем и да работиме токму на тоа и со секоја година ги зголемуваме понудата на спортови на нашиот универзитет, меѓутоа не ги забораваме и тие кои што ги организираме традиционално. Сакам да потврдам дека во пролетниот дел на наредната година ќе ги организираме универзитетските турнири во мал фудбал, кошарка, кои што секоја година ги организираме на нашиот универзитет, меѓутоа ќе продолжиме со организација и на вакви индивидуални спортови кои што во последно време се доста актуелни како на европските и на светските универзитетски првенства. Од минатата година се започна и со онај турнир во тенис, нешто што и ректорот тогаш Неделковски го најави како традиционален би требало да премине. Подготовки за турнирот во тенис подоцна? Подоцна, се уште е рано, меѓутоа во секој случај планираме, како што најави ректорот професор доктор Игор Неделковски, да стане традиционален и да го организираме секоја година. Оваа година се очекуваме и поголема бројка на пријавени студенти и наставно-административен кадар, а зашто да не и во наредните години да премине на државно ниво. Рековме дека како традиционални спортови ги имаме мал фудбал, кошарка, минатата година и одбојка се натпреварува нашите студенти на оние меѓууниверзитетски лиги и сега тука имав можност со студентите да поразговарам, кажуваат дека ќе се оформи екипа во одбојка која што годинава можеби ќе покаже подобри резултати. Точно така, како што кажавте, паралелно со спортот на нашиот универзитет, ќе натпреваруваме и во меѓууниверзитетските спортски државни првенства. Се очекува кон крајот на овој месец да започнат и надпреварите во екипни спортови, како мал фудбал, кошарка. Значи зборувам за надпревари кои ги организира Универзитетската спортска федерација на Македонија и во кои што ние сме од секогаш учесници. Значи кажав дека паралелно со надпреварите и турнирите на нашиот универзитет ќе учествуваме и на надпревари на државно ниво, зашто да не на крајот на наредната на оваа академска година и да не учествуваме на некој европско и светско првенство. Да, ќе не радува и тоа ако се случи. Како новина оваа година во спортовите куглање и стрелање со воздушна пушка. Да, можам да кажам дека навистина одлично поминавме на тие спортови, одзивот на студентите и заинтересирани, меѓутоа и на наставниот и административниот кадар беше одличен и планираме и да ги вметнеме како постојани спортови во нашата понуда. Така да се надевам дека и во наредната година ќе продолжиме со овој тренд да збогатуваме понудата на спортови. Може ли да се очекува како закупување на термин за стрелање со воздушна пушка или куглање за студентите на универзитетот? Се размислува за тоа? Да, на настанот кога го организиравме куглањето, разговаравме со господинот Игор Михајловски, кој е председател на Кугларската федерација на Македонија, и тој најави интересен настан, иницијатива да организираме универзитетско првенство во куглање на универзитетите кои што се во Битола. Се надеваме дека наредната година месец март-април ќе ги завршиме подготовките и ќе го организираме тој турнир. А во меѓувреме разговаравме и за еден постоен термин кој ќе го имаат студентите на нашиот универзитет и ќе го посетуваат еднаш неделно. За тоа дополнителни информации ќе добијат сите? Да, ќе бидат студентите известени и ги замолувам уште еднаш, упатувам апел, во што имаат интерес да се пријават. Само така ќе знаеме кој во кој спорт е добар, бидејќи студенти се многу, а ние немаме увид кој спорт, можеби некој професионално го тренира тој спорт. Само преку овие спортски надпревари и манифестации ќе добиеме еден филтер на најдобрите. Најдобрите добиваат благодарници, дипломи. Најдобрите во овие надпревари ќе добијат дипломи и медали, додека за сите останати учесници ќе бидат обезбедени благодарници.
Во секој случај важно е дружењето пред се, а потоа и постигнатите резултати. Точно така, по завршувањето на овие официјално дело на преварите ќе останеме на една дружба тука во студентскиот информативен центар, бидејќи како што знаете, слави една година од постоењето, така да ги спојивме овие два настани за да одбележиме роденденот на студентскиот информативен центар. На одличен начин, со спорт. Да. Благодарам за разговорот. Благодарам и вас. Веќе кажавме дека годинава за прв пат спортските активности на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола добија поддршка од општина Битола. Затоа и разговаравме со Гордана Цветковска-Бошевска, задолжена за спорт во општината. Гордана Цветковска-Бошевска, одговорна за спорт во општина Битола, како представник од општина Битола на овие турнири организирани од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, општината повторно поддржувач на вакви настани на универзитетот. Мило ми е што сум денес тука и што веќе официјално ова година почнуваме по прв пат да го поддржуваме универзитетскиот спорт. Општина Битола има посебен дел од програмата за активности во областа на спортот и секогаш ги поддржува како спортистите, така и младите. Меѓутоа од оваа година имаме и новитет, значи го поддржуваме и универзитетскиот спорт. Имаме посебен дел од програмата, покрај што голем дел го поддржуваме општинскиот сојуз на училишни спортови. Сега почнавме да го поддржуваме универзитетскиот спорт, што е доста значајно, да речем, за понатамошен развој на спортот, бидејќи знаеме дека спортистите по завршувањето на средното училиште и дека дел од нив се откажуваат заради факултетските обврски и учењето, меѓутоа ова е можност да продолжат пред се да бидат активни, за да создаваме здрава младина која што ќе биде активна спортски, а од друга страна и можност за некои од студентите да продолжат со надпреварувањето во дел од спортовите кои што сега денес ги презентира на факултетот. Се надевам дека до година дека спектарот на спортови и тие ќе го прошират, а и ние ќе можеме да дадеме поголема поддршка од општината. Рековте, општината поддржувач како на поединци спортисти, така и на клубови. Сега пионерски чекори прв пат и поддршка на спортот на универзитетот. Значи продолжува и се зајакнува таа соработка општина универзитет. Јас мислам дека никогаш соработката не била појака и поголема, меѓутоа се надевам дека наредна година ќе биде уште поголема, почнувајќи од финансиски аспект, а потоа во меѓусебна соработка. Значи да направиме на средина каде што учениците после завршувањето на средното образование ќе продолжат, како што спомнав, и да се надпреваруваат во веќе избраните спортови кои што ги избрале дури учат во средно училиште. До сега на Универзитетот Свети Климент Охридски активни турнирите или ангажирањето на студентите во мал фудбал, во одбојка, пикадо, пинг-понг, шах, од оваа година како нови настрелање со воздушна пушка и куглање, па со ваквата поддршка од општината може би изголемување на бројот на спортови кои што тука ќе се практикуваат. Јас искрено се надевам дека ќе има поголем број на спортови каде што од наредна година ќе се прошират и ќе се применуваат. Да им дадеме можност на студентите да не завршуваат со определениот спорт кој што го практицирале додека учеле средна школа и да видиме да ја унапредиме таа универзитетска лига, не само со нашиот универзитет, туку со и другите универзитети во Македонија. Се надевам дека ќе биде на повисоко ниво и дека ќе можеме и достојно да ја презентираме општината на тие универзитетски спортски игри. Ви благодарам за разговорот и успешна соработка и понатаму. Фала ви многу исто. Во организацијата на турнирите помогна и пимпогарскиот клуб Пелагонија и шаховскиот шах-шех од Битола. Оттаму велат дека секогаш со задоволство соработуваат со универзитетот. Во продолжение, слушнете го разговорот со господинот Брзовски од шаховскиот клуб Шах-шех од Битола. Брзовски Томица, капитен на клубот Шах-шех, на екипата од клубот Шах-шех. Вие сте тука денеска да помогнете од организирањето на организација на турнирот. Дојдовме да му помажиме на универзитетот за да се организира турнирот со опрема и со судење да биде се во ред. Секогаш е добре дојде на помош на луѓе кои што се поискусни, па еве се надеваме дека и студентите ќе се пријават во поголем број денеска за учење. Па се надеваме, ако барем помасовно, ако биде, ќе биде добро, меѓутоа и да не е масовноста голема, ако има квалитет, ќе биде пак добро. Шах-шех во изминатиот период организираше еден турнир, меѓународен, убаво поминавте. Да, тоа беше сега скоро, во Вавилон, ни беше ресторанот Вавилон
спонзор и организиравме огромен турнир. Со учество од сите балкански земји, имаше околу 200 играчи. Добро, вашето искуство со организирањето на таков турнир веројатно доста придонесува и за организирањето на овој турнир тука на Укло. Да, нормално. Ние и лани исто така поможивме и стално сме отворени за соработка со сите и со средните и со универзитетот и на сите што имат потреба. Оние кои што ќе бидат подобри на овој турнир за шах, може би и членови на Шах-Шех? Па се надевам, ако имат жилба, можат да играт и за екипа, тако малце по малце ќе се надградат со наша помош. Што ќе им порачате на сите заинтересирани што сакаат да го тренираат овој спорт? Па би им порачал дека е ова добра игра, што ја развива интелигенцијата, оди во насока на развој севкупен на човекот, така да игра шах кој што може. Ви благодарам за разговорот и благодариме за помош. Да, фала ви многу, се надевам дека се ќе биде во ред. На тоа ке остане. Времето си лета, кога помина лето е среќа, се смеам на глас. Секој пат кога на тебе јас ке помислам и знам, нема никој како нас. Знам дека ме мислиш, како што те мислам јас. Фантазија и ризик, би се вратил ти 100 пат. Секој ден во себе те препознавам магично тебе. Секој миг е сега авантура за која се спремам. И без див ја стонам секогаш кога од тебе одам. Но те знам, јас тебе нема да ме оставиш мене. Ова чувство е се од небо на земја, па каква дилема. Нема назад враќање. Пато сега лесен е, те гледам за себе, ти светиш ко мене. Еден за друг ние сме. Времето си лета, кога помина лето е среќа, се смеам на глас. Секој пат кога на тебе јас помно мислам и знам, нема никој како нас. Знам дека ме мислиш, како што те мислам јас. Фантазија и ризик, би се вратил ти 100 пат. Секој ден во себе те препознавам магично тебе. Секој миг е сега авантура за која се стремам. И без див ја стонам секогаш кога од тебе одам. Но те знам, јас тебе нема да ме оставиш мене. И овој пат бројот на пријавени студенти за учество на спортските турнири беше голем. Некои од нив учествувале и на надпреварите во стрелање со воздушна пушка и куглање, па ова беше прилика да се запознаат со нови колеги од единиците на Укло, да се дружат, да си ги одмерат силите, но пред се да се забавуваат. Слушнете ги разговорите со дел од нив.
Ке ни се представите? Јас сум Мите Танев, запишен на Технички факултет. Која година сте? 4-та година. На денешниот турнир, поточно турнири, ке се натпреварувате во шах и во пикат. Да. Имате претходно... Немам се претходно надпреварано, но имам доста искуство во шах. Како аматер? Па да, како аматер. Резултатите какви биле за шахот? Па имам доста победи, ама сега пак ќе се пробаме на турнир, не знам како ќе биде. Добро, денеска претпоставувам и поголем број студенти од другите единици, ќе си ги одмерите силите, па ќе видиме како ќе биде. Шахот како спорт, повеќе концентрација, повеќе... Па да, повеќе концентрација, мисля, сконцентрираност треба, повеќе време за размислување, па да. Да, може би како другите спортови, еве и во пикадо денеска се надпреварувате. Па да, пикадо што од дете играм, па очекувам добри резултати да постигнам денес. Направо ми кажа дека исто така сте и во екипата на Укло за одбојка. Па да, лани покасно почнавме со припреми, не освоивме некое место, но се надам за ова година ќе формираме добра екипа и ќе биде се во ред. На тренинзи веќе на располагање ќе ви биде спортската сала, Павел Шатев. Да, ќе не биде на располагање, но сега треба да формираме тим за да почнеме со тренинзи. Добро, посакуваме успех да не радувате со освоени места на турнирите понатаму. Фала се на. Благодарам. Ке ни се представиш и ти? Ѓорески Виктор, Технички факултет Битола, 4-та година. Заедно со колегата тука дојдени, Так. ќе си ги пробате силите само во пикадоти. Само во пикадо двајцата, тој е за шах и ќе видиме кој подобар нека победи. Со пикадо сте работеле, сте рекреативно. Со пикадо рекреативно така. И какви Помалку. се резултатите? Па немам баш некои резултати. Не се имам ни надпреварувано во прв надпревар ми. Ова е прв. Так. Добро, како разбравте за надпреварите, за турнирите? А надпреварите ни пуштија на мејл со Маријан и така дојдовме до контакт и Гледам дека на овие турнири што се организират и минатата и ова недела има поголем број студенти кои што се пријавуваат. Значи ли тоа дека спортот веќе сакате повеќе да го практикувате еви на Укло, да не бидат само некои спортски клубови надвор од универзитетот? па да се надеваме дека ќе тренираме од тука на напред. Со Благодарам, да, ти благодарам Хвала. за разговор. Се представиш, се запознавме на Стрелање. турнирот за стрелање со воздушна пушка, но го изумив името, ќе ми представиш. Емилија Милашевска. Сум прва година на ФИКТ, факултетот за програмер учам. Сега сум пријавена на шах, на пинг-понг и на пикадо. На се и од мала вежбам секаков спорт. Веќе сум и светски првак во кикбокс по 3-4 пат. И во Германија бев. Во Германија првата борба ја добив уште на првата нецела минута, да речам, со нокаут и заминав директ во финале и таму победив. Сега од мала и свирам, и пеам, и сепрам, значи се тренирам, и фудбал, и одбојка из училиште, за се ме бива. Сега се пријавив и за пикадо, кој што реков, то го играм веќе уште од мала, по излегвање кој што шетаме се. За пинг-понг и за тоа си го играв на од училиште, ама си се надевам, јас така си идам за забава, да. Си имам наде сепак и за шак веќе од мала сум тренирана, татко ми учеше. Сега ќе видиме. Денеска нека се чуваат и нека внимаваат останатите кои ќе си ги одмерат силите со тебе. Така е, сега ќе видиме, Надежда посред номира. На турнирот во стрелање со воздушна пушка како помина? Многу добро поминав, предобро. За куглање беше и таму или? За куглање не бев. Не Куглање успеа да веќе, стигнеш да. Оти бев и за на работа, се брзав и за се, и има многу опрски. Рече дека си шампион во кикбокс, колку што слушнав добро, тоа значи дека можеби треба да се размислува и за таков спорт на Укло. Па ќе видите добра идеја ако се размисли. Јас тоа станав на 11 години, бев најмало цел тим што бевме за на кикбокс. Бевме во Германија тогаш. Јас тогаш само една година дали одев или две, пошто мало одам таму, 6 години тренирав, сега пак си одам, си продолжив пак. И заминавме во Германија, бев најмало цел тим, имав 11 години и зедов. Ги победив таму сите и си го зедов местото, можеше си го заслужив. Со мојата голема самодоверба. Доколку се организира и турнир таков или се размислува за таков спорт, да знаат организаторите, односно Укло, дека имаме и таков човек од студентите тука меѓу нас. И Прва ќе бидам пријавена. Ти благодарам за разговорот и успехи денеска ти посакувам. Фала и вас многу. Фала и вас, убав ден. Ке ни се представите? Јас сум Евгенија Левитарова, студирам на факултетот за информатички и комуникацијски технологии Битола и сум 4-та година.
Учествувавме како факултет на курсите на надпревари. Еве и сега се пријавивме за пинг-понг и пикадо, па ќе видиме. Добро. Убаво е што освен момчиња сега имаме и повеќе девојки. Гледаме. Да, поготово нашиот факултет имаше многу пријавени девојчиња и баш ми е мило што веќе не има некои предрасуди дека само мачките се преубаваат, туку еве и девојчињата. Рече ќе се натпреваруваш во пинг-понг и пикадо. Дали беше и на претходните турнири стрелање со воздушна пушка, куплање? Да, иако немав искуство, сепак се пријавив и имаше одлична дружба. Нешто што би требало и во иднина да се практикува? Да, баш позитивна страна на УКЛО што ни дават можност, иако немаме некакво искуство, да се пријавиме и стекнеме. Дружењето во прв ред. Да. Заедно си со твојата колешка, ќе ни се представиш? Здраво, јас сум Емилија Соклевска од Факултетот за информатички науки и комуникацијски технологии. Сум 4-та година и денеска се пријавив за надпревар за пинг-понг и пикадо. Конкуренција на твојата колешка. Да. Добро, тука не сме за да ги броиме победите или поразите, туку првенствено рековме за дружење, а понатаму кога ќе зачестат и турнирите на преварите, може би нешто посериозно. Да, бев претходните пати се пријавив по барање на УКЛО универзитетот и на стрелаштво и куглање и освоив место, второ место. Одлично, значи честитки за освоеното место. Хвала. Претходно си тренирала или си работела во немам ништо искуство од никаков спорт што се уклучив годинава, ама вреди да се проба. Добро, и на што се должи високото освоено место, без никакво тренирање, претходно искуство? Па најверојатно на јака сила. Концентрација може би пред се, посебно во стрелањето со воздушна пушка. Како спорт од ова досега што сте пробале, што најповеќе вака кај? Па најповеќе беше стрелаштвото. Ми остави најголем впечаток. Добро, колку што знам од универзитетот се прават напори, еднаш во неделата студентите да имаат можност да одат и на стрелање со воздушна пушка и на куглање, нешто што бесплатно како студенти би можеле да го користите. Си заинтересирани или сте заинтересирани за тоа? Сме заинтересирани за едното и за другото, ќе видиме сега како ќе организира универзитетот. Ќе бидете навремено информирани. Ви благодарам за разговорот и на обете и посакувам и денеска да можете да се фалите со освоени места. Хвала. Bakni me za kraj, shtum ke si odiš. Bakni me da znam, deka ke odiš. Se mi zema, se mi skina, pola mlado se ta sila. Bakni me da znam, deka ne se vraćaš. I da ne te vidim nikogaš, nema da padam, ne, naučiv da satam so tebe i da mrazam. Imam krilja, samo pušti me, da letam visoko. Bakni me za kraj i ne se vraćaj. Сега сигурно чекорам сама до крај. Ти посакувам среќа и храброст. Штом те снема, се смени. Сега знам за се си крив. Ценно ми е дал ке си мртов или жив. И да не те видам никогаш, нема да падам, не, научив да сатам со тебе и да мразам. Имам крилја, само пушти ме, да летам високо. Bakni me za крај и не се враќај. Bakni me za крај, bakni me za крај.
Нема да падам, не, научив да сакам со тебе и да мразам. Имам крилја, само пушти ме да летам високо. Вакни ме за крај и не се враќај. Спортските турнири на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола на едно место повторно ги собраа студентите, но и нивните професори и административниот кадар на универзитетот. Еве и дел од разговорите што ги водевме со нив. Турнирите се отворени не само за студентите, туку и за административниот кадар на УКЛО, но исто така и за професорскиот. Професор доктор Младен Караджовски од правниот факултет, еве и на овие турнири пријавен за учество. Професоре, се пребарувате во шах и во пинг-понг. Ваши спортови? Па не се баш мои спортови, но ајде да се пробаме и на ова поле. Пред се битно е да се дружиме, да се забавуваме, да го промовираме спортот како здрава активност, која што покрај нели наставните и образовните и научните активности треба да биде една комплементарна активност која ќе ни помогне да го јакнеме и телото и духот. Можам да забележам дека на овие турнири што еве сега годинава во новата академска година се организираат, некако ни е помасовно учеството на студентите, што секако не радува. Да, тоа е најбитно, пред се овие настани се најмногу за студентите, покрај за нас, нели, професорите, административниот кадар од универзитетот, и добро е што се популаризира спортот и преку универзитетот, на тој начин се афирмира и самиот универзитет, меѓутоа и спортот генерално, а и се поттикнува нели активноста кај студентите, се анимираат да учествуваат во сите овие активности кои што ги организира универзитетот, и се надевам дека во иднина и на следните турнири во различни спортови ќе има се повеќе пријавено и студенти и наставен кадар и административен кадар. Пинг-понг, шах и пикадо како спортови поединечни, еве да речеме индивидуални, кои што и во минатите години ги имаше на универзитетот, а од оваа година како новина куглање и стрелање со воздушна пушка. Не знам дали бевте и на тие надпревари? Не бев, тие малку ми се подалечни спортови, но како и да ги поддржувам и исто така и тие спортови, нивната афирмација, се она што може да се организира, за кој што имаме нели услови, добро е да се организира и добро е да има што помасовно учество од страна на сите. Ви благодарам за разговорот и успех денеска. Ви благодарам и вам. Професорот Петровски од Педагошкиот факултет редовно го гледаме на сите спортски надпревари што ги организира Универзитетот Свети Климент Охридски Битола во категоријата наставнички и административен кадар. Можеме да забележиме дека секаде сте некаде на врвот. Да, секогаш сум бил спортски активен, посебно рекреативни спортови како пинг-понг, пикадо, сите овие што ги изминатиот период го организираше Универзитетот Климент Охридски. Минатата недела или предминатата како беше на турнирите во стрелање со воздушна пушка и куглање? Задоволни од резултатот? Да, и од резултатот. Посекако, меѓутоа и од бројот на пријавени учесници и истите кои се појавија на станите. Така да мило ми е што се организираат овие рекреативни настави, би сакал винина уште повеќе се зголем бројот на студенти и како и на мои колеги од цел универзитет. Денеска рековте во пинг-понг? Во пинг-понг, да. Сум го играл рекреативно низ годиниве, така да ето една дружба. Може би понатаму да се размислува и за формирање на тим од професори за надпревари во различните спортови? Да, тоа како идеја постои, неколку пати со организаторите сме го правеле. И тим за студенти, и тим за, ајде да наречем кадар, совкупен кадар на универзитетот, за некоја меѓууниверзитетска лига во сите спортови. Би ве гледали и таму се задоволни? Секако. Ви благодарам за разговорот и успехи денеска на турнирот по пинг-понг. Фала, ви благодарам и јас. Турнирите не само за студентите и за наставниот кадар на УКЛО, туку и за административниот кадар. Васко Сиваков од директоратот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, и денеска сте тука да учествувате на турнирите. Во пикадо ќе бидете? Денеска во пикадо, иначе немам пропуштено ни еден спорт до сега, сепак треба да се учествува без оглед на резултатите, се работи за активности кои што се нели во
здраво тело, здрав дух, така да не ги пропуштам никогаш било кои спортски активности до сега што ги организира универзитетот. Бевте учесники на турнирот Битола Опен во тенис, ве видов и на надпреварот за стрелање со воздушна пушка, куглање. Да. И сега и тук. За денес пикадо, малку нешто по релаксирано и по, да речам, не толку физички захтевно како минатите спортови. Добро, минатите години повеќе ги гледавме студентите како учесници и добро е што еве сега и повеќе можеби се јавува и административниот кадар да учествува на овие турнири. Идејата е да нема разлика и дискриминација помеѓу студентите и административниот кадар. Спортот му е потребен на сите, така да и понатаму ќе се залагаме да има што поголемо и побројно и масовно учество и од страна на студентите, па и од административниот, односно наставниот кадар. Благодарам за разговорот и успехи денеска. А инаку имавте постигнато навистина одлични резултати во стрелање со воздушна пушка. До сега бронзени медали на сите спортови. Успехи денеска. Благодарам. Не слушам јас, не гледам пред мене ништо, глуха сум за светот. Не сум присутна тука, зашто? На тебе мислам цело време, чекам само знак било каков од тебе, порака за мене. Да ме подсетиш дека си тука, да се вратам на себе. Не сум на себе, те чекам да ме спасиш мене. Не сакам да знам ако друга ти любиш, не би можела да се помирам, да те изгубам тебе така. Не сакам, нема шанса, но и не мислам дека друга ти любиш, има меѓу нас хемија. Кога погледите ке ни се сретнат, не ти е седно, знам. Јас без тебе, јас без тебе, јас без тебе. Сум пустина без цвеќе, не сум на себе, те чекам да ме спасиш мене. Без тебе, јас без тебе, јас без тебе, јас без тебе, јас без тебе. Сум пустина без цвеќе, не сум на себе, те чекам да ме спасиш мене. Да ме спасиш. Универзитетските спортски турнири кои се одржаа во студентскиот информативен центар на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола завршија со доделување на медали и дипломи за најдобрите и благодарници за сите учесници. Еве, кажуваме во оваа прилика како беа рангирани. Во турнирот во пинг-понг првото место го освои Теодор Волкановски од Факултетот за безбедност во Скопје, второто место за Бојан Михајловски од ректоратот на УКЛО, а третото за Антонио Мјајлевски од Техничкиот факултет во Битола. Во турнирот во шах првото место го освои Мартин Атанасов, второто Михаил Силјановски, а третото Мартин Лозановски. Во пикадо пак прв беше Бојан Михајловски од ректоратот на УКЛО, второто место го освои Антонио Митровски од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, а третото Димитар Дамевски од Техничкиот факултет во Битола. Разговаравме и со некои од победниците.
И сега веќе по завршените надпревари, турнири, ќе поразговараме со дел од допитниците на награди. Теодор Волкановски го освои првото место на универзитетскиот турнир во пинг-понг од 2023. Теодор, честитки. Благодарам. Како помина, со оглед на тоа што си прво место, си бил најдобриот тука? Да, одлично беше. Јас сум и 4-кратен првак во пинг-понг. Студирам на факултетот за безбедност во Скопје. Добро, има ли шанси твоите против кандидати со оглед на тоа што дека 4 пати си бил првак? Секогаш има шанси, никој не треба да се потценува. Противникот никогаш не сме да биде потцен. Што ќе им поречеш на твоите колеги кога играат пинг-понг, на што да внимават и можеби да те достанат, или се тоа е резултат на напорните тренинги? Само тренинг и психа. Се другото ќе си дојде само. На факултетот за безбедност рече која година? Втора година сум. Втора година, од Битола си на кој? Од Крушевчаница. Како е на факултет? Одлично, а сега е многу добро. Имате ли на факултет можеби некои турнири вака спортски каде што си се пријавил? Да, исто и таму сум прво место. Значи те гледаме и како представник на универзитетот на меѓууниверзитетските надпревари. Да. Посакувам и таму да не представиш во најдобро светло и да се вратиш со награда, така? Секако. Да. Ти благодарам за разговорот, поздрав до Крушево и сега да поразговарам и со освојувачот на третото место, исто така во пинг-понг, Антонио Мијајлевски. Кажи ни од кој факултет доаѓаш? Доаѓам на Технички факултет Битола, студирам машинство. Со пинг-понг се занимавам аматерски. Така. И во слободно време прв пат на ваков надпревар на универзитет? Да, прв пат учествувам на универзитетски надпревар. Што те поттикна да се пријавиш, да учествуваш? Па самата игра пинг-понг се појави на листата, да речем, за играње и наставно сакав да се пријавам и да се пробам среќата. Колку имаше учесници и надпреварувачи за пинг-понг? Па имаш околу 16 на мислам учесници. Со елиминација? Да, први се играше во групи, па потоа со елиминација го освоив третото место. Задоволен сум, да. Па добро, може би ти во екипата на... Па нареден, да, се надевам на подобри резултати и понатамошни успеси. Ти благодарам и тебе и честитки за наградата. Благодарам. Со желба за уште помасовно учество на спортските активности организирани од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, го завршуваме денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, уреди водеше главниот и одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова Груеска. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце и немам сила веќе да те погледнам во лице. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце, да не можам на друг да мислам освен тебе. Ти се појавуваш и се застанува, милион мисли како да те добијам. Ти се враќаш како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Бум бум бум, бум бум бум, и немам каде јас да побегнам. Ти се плашиш да ме сакаш, а сакаш да те сакам. Ме полудуваш што одиш без се враќаш. Се плашиш да ме сакаш, а сакаш љубов моја. Ништо не ми даваш, само сакаш да сум твоја. Ти се појавуваш и се застанува, милион мисли како да те добијам. Ти се враќаш како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам.
Укло FM, Битола, ноември 2023 година. 24 часа секој ден на 90,8. Укло FM, Битола.